Подобра бизнис регулатива е една од целите на проектот финансиран од страна на УСАИД и имплементиран од страна на трите стопански комори на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИД, како и Епицентар Интернационал, консултантската куќа. Едната цел е да им се помогне на малите и на средните компании да го подобрат нивното усогласување со законските регулативи, а од друга страна да им помогне на бизнис организациите како што сме ние стопанските комори, да го подобриме диалогот со државните институции во насока на подобрување и унапредување на регулативата. Целите се да секако на компаниите им се олесни, да речеме, нивниот раст, да се намали бројот на казни, бројот на, да речеме, непотребни обврски, некои процедури каде што имаат проблеми, да речеме, да реагираме во тој дел. Значи, всушност, покрај со ова, да речеме, со нашите активности на проектот, очекуваме да го помогнеме совкупниот економски раст на предпријатијата во Македонија. Според податоците кои секојдневно се наоѓаат во медиумите е дека малите и средни предпријатија се најчесто казнуваните или предмет на инспекцијски надзор. Прашањето е дали недостасува кадар за следење на регулативите или немањето доволно финансии истите да ги спроведуваат. Проблемот е двостран. Од една страна имаме обемна регулатива, односно повеќе, да речеме, законски барања кои што една компанија што може да ги оствари, а од друга страна имаме различни компании со различни големини. Значи, да речеме, една мала или микрокомпанија би имала помал капацитет, да речеме, од средна или голема компанија да под број 1 определи луѓе кои што ќе се занимаваат со таа проблематика и да им, како да кажам, вложува во луѓето да постојано може да ги следат сите новини, да речеме, да ги анализираат одредени недоречености или можеби нејасноти кои што ги има кај самата компанија. На инфосесиите главниот имплементатор на проектот прибира искуства и ја согледува состојбата за да знаат каде треба да се интервенира. Заинтересираноста на компаниите и присуството на компаниите е голема. Ние до сега имаме одржано 15 инфосесии. Ова инфосесија во Битола е точно 15-тата. Следуваат уште 3, значи имаме вкупно 18 инфосесии во периодот од 22 март до 7 јуни, каде што се среќаваме со проблемите на компаниите, нивни идеи, решенија околу подобрување и усогласеност на регулативата. Интенцијата или главниот фокус на овој проект е да се опфатат 70% од компаниите кои гравитираат надвор од Скопје.